Добро вечер, вести на Канал 5. Националниот консензус треба да се изгради околу гаранциите. Нашиот преседан не е битен само за нас, туку и за сите други кандидати за членство во Европската Унија, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова во вечерашното самоинтервју. Мора ЕУ да најде решение да не држи нас во кондиција, бидејќи не зборуваме само за помоки на ЕУ во нестабилната, известна мултиполарна сцена. Зборуваме, тоа не се мои зборови, на ЕУ лидерите се, за отпорност кон можни влијанија и на крајот зборуваме за нешто што е многу важно. Гаранции, значи безбедносните дилеми остануваат, еве гледаме дури со бегалските кризи, повторно може да се појават на сцената, гледаме од раздвиженоста. Решение ЕУ, ако сака, може да најде, а ние и предочуваме. Зошто не сака? Зошто не сака според вас? Зошто не сака? Да. Па затоа што е практична, прагматична и затоа што некој се согласил. Доколку тие кои сега предлагаат резолуции и слично, поинаку мислеле и го предочиле ова што го зборувам јас сега, тогаш во предвид ке го зеле и оние кои што одлучувале. Ама тие ги убедувале дека ова сосема добро решение и да се сетиме, тогаш ни велеа дека уште ова и готово е. Протести против работењето на цементарницата Усје. Блокадата беше организирана од граѓанската иницијатива Стоп за Усје, откаде што велат дека протестот е одговор на според нив долгогодишното жртвување на јавното здравје на граѓаните во корист на профитни интереси. Ова проблем мора да се реши. Едноставно нема веќе шанси, нема веќе можности, нема веќе трпение да Усје не загадува. Во последниве месеци истражувавме за тоа што да видиме со што си имаме работа и како што истражувавме, како копавме, стануваше се потемно и потемно во дупката. Оно што стигнавме е дека уствари Титан е интернационална компанија која не е прв пат да имаат ваков проблем. Слични вакви проблеми имаат во Египет и во Америка и дека се работи, и не го кажувам лесно овој збор, се работи за мафија. Се работи за мафија која нормално дека наоѓа легални начини како да си го оправда тоа што го прави. Се работи за странска компанија, странски капитал, странски борд на директори кои ги трујат нашите деца. Родителите на загинатите во пожарот во кочанската дискотека Пулс бараат дополнителни токсиколошки анализи, сомневајќи се дека обдукцијските наоди се нецелосни и дека не било испитано присуство на цијанид. Тие оспоруваат официјалната верзија дека смртта на жртвите настанала исклучиво од труење со јаглерод моноксид и бараат независно вештачење. Михајло Ведимливски. Врисоци на деца, прозорци заградени со решетки и невозможен обид да се избегне чадот. Вакви потресувачки сеќавања од ноќта кога се случи трагедијата со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, раскажа првиот сведок во судската постапка за случајот. Дејан Николов, како сведок на обвинителството, одговараше на прашања пред судот. Ноќта на 16 март, со неговиот син бил на концертот на ДНК. Излегле надвор пред да избувне пожарот и биле во близина на објектот. Забележав дека снема струја и тогаш настанаа големи врисоци, страшни беа, и почна силен дим да излегува од предниот дел. Од женското WC видов дека вентилаторот не работеше, излегуваше црнчат. Децата ги фати паника. Првим почнав да прскам со цревото во вентилаторот и тогаш слушнав гласови и тропање. Со решетки беше тој прозор. До него имаше уште еден прозор кој беше заграден. Потоа ги скршивме прозорците, а на самите решетки се фатија девојчиња. Плачеа, врескаа, се обидов да ги смирам и одлучив да ги прскам со вода. Син ми до мене стоеше и цело време велеше: "Те молам, тато, спаси ги." Јас велев дека ќе дојде против пожарна. Побараа: "Чичко, прскај полесно, така дишеме." Пожарникарите потоа брзо дојдоа.
Родителите на загинатите низ солзи го слушаа ова сведочење. Тие претходно изразија сомнеж дека обдукцијските наоди за причините за смртта се нецелосни и бараа дополнителни токсиколошки анализи. Фактот што државните институции потврдуваат можност во присуство на цијанидни гасови во просторот на истовремено, не постои исто јавен достапен доказ дека овие гасови биле анализирани во телата на жртвите. Потврда веројатно за ослободување на цијанидни гасови. Обдукцијски наод наведува исклучиво јаглерод моноксид како причина. Обдукцијски налог признава дека други токсиколошки анализи допрва треба да се достават. Од обвинителството вело дека причината за смртта на секој од починатите е неспорно утврдена и за најголемиот дел од нив таа е резултат на задушување од отровни гасови, а во обдукцијските наоди е наведено дека станува збор за комбинација од јаглерод моноксид и други отровни гасови. Вештачењата на Институтот за хемија и анализата на МВР одделение за форензички испитувања врз примероци од сите материјали вградени во клубот и начинот на нивно согорување ја потврдија веројатноста на испуштање на цијанидни гасови како последица на пожарот. Во конкретниот случај, кај починатите се констатирани покрај присуството на карбоксихемоглобин, цијаниди и термички оштетувања на лигавицата од дишните патишта. Стои во дополнителното произнесување од Институтот за судска медицина, кој е дел од доказниот материјал. Исто така на самото судење, вешто лице од Институтот во детали ќе се произнесе за сите овие околности. Велат од обвинителството и додаваа дека не постои причина за дополнителна обдукција или есхумација на починатите. Во овидни зборови на денешното рочиште дадоа и Александар Нацев, собственикот на Рубиком, агенцијата која го обезбедувала Пулс, и представниците на останатите обвинети фирми. Со неверување гледав како со неверојатна леснотија одново и одново беше рушена пресумпцијата на мојата невиност, додека целиот тој период бев таргет и на разни неосновани и политизирани клевети и навреди. За да се цени дали постои одговорност на правното лице, треба да постои раздвојување, односно точно определени одговорни лица и временска јасност. Имаме нејасна правна квалификација за кривично дело за кое што се товари правното лице. Следно рочиште е закажано за 29 декември, за кога се очекува сведочење на родителите. Загадувањето на воздухот и цената на струјата беа во фокусот на последните пратенички прашања за оваа година. Претседателот на СДСМ Филипче критикуваше за инфлацијата и покачувањето на сметките за струја. На што премиерот Мицкоски одговори дека инфлацијата во земјава е една од најниските во Европа и дека како влада наследиле, како што рече, катаклизма во енергетскиот сектор. Зошто не произведуваме со максималниот капацитет на нашите производствени капацитети и мораме да увезуваме скапа струја и да сега мора да се прогласи кризна состојба? Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, која што ќе повлече и други поскапувања? Регулаторната комисија по закон, по устав е независно тело. Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Предпоставувам, треба да му го поставите на Марко Беслимовски, чиј што брат сега ви е соработник во извршниот комитет или како ви се вика одбор на СДСМ. Тоа што вие го оставивте како влада во енергетскиот сектор, катаклизма е комплимент. А во пресрет на новогодишните празници, граѓаните се жалат на високите цени. Велат дека домашните буџети едва стигнуваат за основна празнична трпеза. Од друга страна, пазарџиите исто така се жалат дека луѓето се помалку купуваат, а нивната заработка е помала. Огин, скапи се. Има покачување секој ден. Сега таму идам само за марулата, дојдов на пазар. Не, ова ненормално е. Ненормално е. Јајцата, месото, кашкавалот, сирењето, тие најосновните работи се се покачени. Тоа е што е, мора да пазариме. Тоа си оди секој ден, по динар, по 2, по 5, по 10, си оди секој ден. Ке има се што треба. Ги гледавте вестите, имајте убава вечер.